Штувани гледачи, ве поздравувам во ова прво издание на Ваш термин од новата сезона емисии за здравство. Оние кои што не следеле редовно знаат, само малку го променивме името, меѓутоа јас сум истата ваша домаќинка Виолета Петровска-Перич, која што секој понеделник токму во 17:10 часот ќе биде со вас, ќе се обидеме да доближиме многу теми од областа на здравието и на медицината, се со цел да ве информираме повеќе, да знаете повеќе околу превенцијата да работиме, меѓутоа и за оние кои што се соочуваат со некои од здравствените проблеми, пак да имаат можност да искомуницираат со нашите доктори специјалисти овде кои што ќе бидат дел од ваш термин. Се надевам дека со овие емисии и оваа сезона ќе бидеме од ваша корист, ќе бидете навремено информирани за сите оние информации кои станува збор за заболувањата и секако ќе можете и вие навреме пак да интервенирате за да си ги решите вашите здравствени проблеми. Секако и денес, еве, во првото издание на Ваш термин, одлучивме малку да поразговараме на тема срцеви инфаркти, значи нешто што за жал во последниот период ми се чини дека беше многу зачестено, а за тоа која е правата вистина, со нас е во студиото доктор Луиза Груева, која што е специјалист интернист кардиолог, ни доаѓа од Државната клиника за кардиологија и секако таа ќе ни даде многу информации околу оваа тема. Доктор Луиза, ви посакувам добре дојде во првото издание на Ваш термин и ви благодарам еве што со вас ќе го стартуваме, ми беше навистина желба и задоволство и се надевам дека ќе одговориме на сите овие дилеми околу срцевите инфаркти и да ги информираме што повеќе нашите гледачи. Благодарам за поканата, за честат дека сум прва во сезоната. Убаво е тоа што го кажавте да се информираат граѓаните, но ја би рекла повеќе да применат од пораките и информациите што ќе биде тема на нашиот разговор. Оние совети кои што вие како доктори ќе значи, дојде време да веќе не се прашува етиологијата, туку едноставно примена на овие пораки за доброто на особено младата популација. На почеток првин би сакала вака да започнеме. Имавме многу некако нестабилно лето, со многу дожд, многу променливи температури, исто изминатиот период беше така и можевме да слушнеме многу информации, или јас беве како новинар кој што на пример следи здравство на некој начин, да се информирам дека навистина беа многу застапени срцевите инфаркти, точно ли е тоа? Точно е, точно е. Времето се менува, кардиологија се полни, хоспитализациите се зголемуваат, несаканите последици од промената на времето, од здравствената некултура, ја морам да кажам, на нашиот народ, особено младата популација, рефлектира со зголемен број на срцеви заболувања, поточно кажано, зголемен број на хоспитализации на клиниката. Морам да напоменам едно, дека во нашата држава веќе немаме 4 сезонски времиња. Се измени комплетно временскиот диапазон, ја би рекла. Имаме зима, имаме лето. Немаме пролет, немаме есен. Тоа носи реперкусии, бидејќи метаболизмот на човекот, како што е гравиран, како што е создаден, како што е формиран, токму го менува, го развива својот метаболизам, односно еволуира, животот тече, поточно кажано, во склоп со комплетното временско поднебје каде што се наоѓа. На сето тоа, на таа целосна промена на временските услови во нашата држава, додајте на тоа ризик фактори, што се еден од, ја би рекла, упалјачот, тригерот го викаме ние медицински, потпала, букнува, односно се јавува срцевото заболување. И што би сакала да кажам? Значи, не само знаат теоретски они знаат дека не треба да се јаде. Свинско, ниф им е масна храна, на нашиот народ им е свинско, не е точно. Така, омилен. Мислам, свинското месо е посно. Така. Грешка е тоа. Значи, тестенини, конзервирано, сувомеснато, зачинето, запржено, комбинирано со алкохол, цигари и ноќна примена на таа исхрана, следствено носи на многу добра подлога, ја би рекла агар, за кардиоваскуларни заболувања. И што е поентата, тоа што го велите вие?
Младата популација тоа го прави, тоа го применува. Кај нив, за разлика од кај постарите, нема развиена голема колатерална, ние веламе, разгранета коронарна мрежа, односно поедноставно да бидам приемчива за слушателите, нема гранки од крвни садови кои со текот на возраста кај пациентите, кај луѓето, е нормален процес да тие се развиваат, се гранат како една голема крошна на дрвото и побенигно поминуваат, за разлика од младата популација, каде што постојат две главни гранки, левата и десната крвна жила, односно коронарна артерија, две-три гранки помалинивни. Следствено на тоа, со овој систем, со ова нездравствена култура, со овој стил неадекватен, односно основа за да дојде до срцево заболување, тие практички индиректно стануваат и инвалиди, односно заболуваат од срцевите заболувања. Неслучајно вие го одбравте како почеток проблемот со кардиоваскуларните заболувања, бидејќи 57% од смртноста во Македонија и повеќе веќе, одинаке 58, и покрај врната технологија што се применува во клиниките на секаде, не велам само на клиниката за кардиологија, и во приватните здравствени институции и организации, зголемено е бројот на хоспиталните болни, односно пациентите со срцеви заболувања. И тоа фрапантно расте, и тоа е загрижувачки, и тоа мора да се сопре. Затоа и Згора на тоа морам да напоменам, загаденоста. Environment, околината наша. Тоа све прави една комплетно, како да кажам, целина, за да ова се случува и ситуацијата се влошува. Ајде да се обратам до нашите гледачи, значи, оние кои што не следат, доколку имаат некое прашање во однос на проблемот со срцето, без разлика не мора да е, еве, ние говориме за срцеви инфаркти, меѓутоа поради причина што навистина е зголемена појавата на срцеви инфаркти дури и кај помлади лица, ќе ни каже доктор Луиза кој бил и најмладиот кој што се соочил со ваква несакана, нели, ваков несакан ефект врз неговото здравје. Меѓутоа, сите оние кои што сакаат да постават некое прашање во однос на срцевите проблеми и нивните, ако ги имаат некои заболувања на срцето, слободно може да не искомуницираат и да постават прашање до доктор Луиза Груева. Таа е денес, нели, овде за вас, да ви излезе во пресрет и да ви одговори на прашањата и ако треба да ви даде некој совет. Доктор Луиза, ајде вака да започнеме. Сите велат има некои симптоми кои што на некој начин може да ни посочат дека се случува, не дај Боже, нели, срцев инфаркт. Кои се тие, ајде вака точно да ги утврдиме, што треба да ги почувствуваме за да знаеме дека станува збор за срцев инфаркт? Знаете, морам прво едно да напоменам, во медицината 2 и 2 никогаш не се 4. Така. Постојат базични, знаете, симптоми, основни. Меѓутоа, секој пациент е индивидуа и различно чувствува. Особено ова се јавува кај диабетичарите, пациентите што имаат шекерна болест. Они немаат симптоми на болка. А основно чувство, за да се посомневате дека е срцева патологија, стегнлива градна болка и раката во предел на градниот кош. Значи, тоа е во вид на клешта како да ве стега, менге ме велат. Со пропагација према вилицата, трнење на раците, особено последните 2 прсти. Така. Препотена во зависност од локализацијата на инфарктот, со малаксало, со након за повраќање, негде со колапс оди. Негде доаѓаат пациентите и без тензија, во шокова состојба. Све во зависност од локализацијата, сегментот на засегнатост на инфарктната зона и се разбира придружните коморбидитети, односно болести што пациентот случајно, ако ги има, ја влошуваат комплетната клиничка слика и прогнозата зависи, се разбира, од овие работи што ги набројав. Значи, мора да има градна болка. Градна болка е различна од стенокардија. Не знаат нашите пациенти, односно слушателите, различна од стенокардија, од ревматска болка. Така. Чувството е различно на болката. Меѓутоа, подобро да го дојдат, да се прегледаат, односно кематично да се јават, отколку да даваат самите диагноза. Знаете, они се многу информирани, они пратат, едуцирани се на интернет, на социјалните мрежи и слично, делат совети и ние пратиме. Мислам, и ние лекарите, тоа го напоменав и прошлиот пат, ја морам повторно да кажам. Тоа е све информација.
Меѓутоа, evidence-based треба. Докази за да потврдиме да во право си тера и со тој стил, не е така консултација со здравствено медицинско лице. Така. Тие симптоми различно и траат. Ангинозната болка обично се јавува при напор. На мал напор ќе одморат пациента, ми помина, не е ништо. Така. Тоа е симптомот прв да се замисли. Зашто тоа се случува при напор? Бидејќи при напор срцето бара поголема количина на крв да дојде. Бидејќи има неадекватен дотур, има стеснување на крвните садови, а болка што значи? Недостаток на крв на одредена зона на миокардот, на мускулот на срцето. Така. Намален доток на крв воедно недостаток адекватен на кислород, бидејќи кислородот е храната на секој орган, ткиво во организмот. Секоја таа манифестација, затоа постојат инфаркти на сите органи, не само на срце. Меѓутоа, бидејќи пумпата ја велам, моторот е најприоритетен за да биде човекот жив, се разбира, најпанично се сваќа и во такви моменти секој различно реагира. Помладата популација, ништо, ќе помине, тоа ми се смири. Нема бегање од вистината. Така. Контрола мора Имаме гледач најверојатно, ајде ќе ве прекинам. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавам од Ресен. Сакам да ја поздравам најнапред емисијата, вас како водителка и господјата. Благодариме. И не ми постави прашање, јас сум пациент на клиниката за срцеви заболувања во Скопје. Сум прележал инфаркт, имам 2 стента, 2 пати. Сакам да искажам огромно задоволство од нивото на стручност, на знаење кое го поседуваат докторите во клиниката. Благодарам. Кога би знаел дека така се работи и на останатите клиники, затоа што јас сум стоматолог, сега одам и во пензија, заврши во Белград, тоа не е битно. Битно е што сум воодушевен од високиот степен на стручност, надвор од приемот, односот према пациентите и сите тие. За секоја пофалба се гордеам што имаме таква клиника. Так. Не затоа што на 2 пати ми го спасивте животот. Него ова најискрено го зборувам и би сакал на сите клиники да биде истата ситуација како што е ситуацијата кај вас. Ви благодарам, колега. Ви посакувам многу успехи понатака и да продолжите на овој начин како што работате до сега. Благодарам. Ви благодариме и вам и за јавувањето. И помалку работа да имаме. Така, ви благодариме за јавувањето, ви посакуваме на вас добро здравје. Да имаме поздрава популација. Така, и се надевам дека и веќе не следите секој понеделник за се социјални лита да бидете информирани во однос сите овие проблеми со кои што се случувате. Многу ми е драго вака убаво што слушам за моите колеги. Така и мене исто, што еве и вие сте дел токму од таа клиника, па уште повеќе нели плюс поради тоа. Да продолжиме каде застанавме? Застанавме кај симптомите. Така. Ги објаснивме симптомите, кажавме дека се различни. Сега да продолжиме понатака. Што понатака кога ќе се јави таа клиничка манифестација? Лекарска контрола. Значи никако да не се занемарува, така? Да, поентата е. Не ќе помине, не самите да одлучуваме што ни е. Дозволете стручно лице да објасни, да дефинира, да заклучи, за да можете и вие како лаик, односно пациент, и докторот да биде мирен и да знаеме каков е понатака здравствениот статус на одредената личност што треба и однос да има мака. Сега кога ќе одлучи колегата, мислам дека најчесто вели направете една контрола на кардиологија и тоа е добро, односно едно комплетно исследување со сите клинички методи што потврдуваат кардиоваскуларно заболување, доаѓаат на клиниката за кардиологија, каде што ние закажуваме термини во зависност од хитноста, имаме и приоритет на одредени дијагностички процедури и методи и со тие дијагностички процедури практички потврдуваме и исклучуваме срцева патологија. Така да во тој сегмент морам пак повторно да кажам, мора да бидеме на чисто. Така. Секоја дилема кај срцето е проблем. Све чека, секој орган може. Моторот, срцето не чека.
олеснување и за пациентот и за лекарот. Бидејќи што понавремено, ние го велиме тоа тајминг да се фати, што побрзо се диагностицира, можеме да спречиме да нема да дојде до влошување прогресија на веќе настанат проблем. Било го нема или уште полошо, ако е присутен. Дека секоја прогресија, односно нелекување и закаснување временски, си го прави да прогнозата за одредената личност пациент со срцеви заболувања биде полоша. А нас не интенцијата токму обратно, превенција, да можеме веќе кога дошло, не сме да можеме да го скратиме лекувањето. Да го скратиме влошувањето на прогресијата на болест. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер, за кого? Се слушаме ли? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ве молам едно прашање, да не должам многу само. Пред 3 години ставен ми е стент. Случајно откриено, имам шеќер помалку, значи сапчиња го лечам и без никаква причина отидов на лекар и се испостави дека треба да ми стават стент. Меѓутоа, стентов го ставија 2-3 скроз намали го. Што вели? Значи, ми го ставија стентот, ми рекоа дека 2 стента треба да ми стават, запушувањето беше 95% и околу 90 на третата артерија. И кога отидов по вториот пат да ми стават, значи стент, првиот се затнал, тоа беше после месец и пол дена. Значи неуспешен стентов, зошто, не знам. Вториот пат одан, значи го коригирале првово. И после тоа 2 години пиев клопидогрел. Сега, не сум на чисто. Ми рекоа дека уште еднаш треба да одам. Дали од клопидогрелот може да се проодни тие уште 2 артерии, или што се случува, не знам, јас немам никаква болка, без болка отидов. Дали тоа го прикрива шеќерот или не знам. Во меѓувреме ми се случува, значи, да ми го извадат бубрегот поради одредена причина и не знам сега што се случува понатаму. Добро, убаво ви слушавме. Доктор Луиза? Не знам дали прателше слушателката на почетокот. Реков, различно е кај диабетичари. Без симптоми оди. Го кажав тоа, не знам дали она ме пратеше на почетокот. Значи, сепак диабетичарите. Тоа се silent неми инфаркти. Зашто е тоа така? Дека кај пациентите со шеќерна болест, диабетот, односно шеќерот, покаченото ниво на гликемијата на шеќерот во крвта, ги разјадува нервните завршетоци како корозија. И затоа не се чувствува таа болка. И не се болка. чувствува болката и едноставно тоа се викаат неми без болка, а не е случајно да она има направено промени на ЕКГ-то и затоа е предложена коронарографија, тоа се вика елективна, со закажување да дојде. Значи не ја примаат одма да ја задржат да лекува, туку бидејќи е хронична, веќе период поминат, каде што таа не го почувствувала, а диабетот си работел, значи не е еден крвен сад, 2 веќе зафатил, да не речам и повеќе, како и на бубрезите. Тој, значи сите крвни садови диабетот ги напаѓа. Велат од влакно до ноктот на затоа се вели дека е тивокубиец. Затоа е тоа викаат вишната на шлагот диабетот. И добро што вака се завршува. Тоа што стентот е запушен, тоа е најверојатно поради склоност на пациентката кон прогресивна атеросклероза. Едноставно, ради диабетот хроничен, тој е еден метаболен синдром, очекувано е кај пациенти, особено кои вие неми без болка, да имаме запушување, односно инстент тромбоза, не медицински го велиме, и затоа они го прочистили, како оџачарот што го чисти, сега морам фигуративно на крвтата да го расчисти оџакот, односно стентот, за да има доволно проток. И со клопидогрелот едноставно ја го споредувам пак и тоа да биде приемчиво, како солна киселина се чисти и не дозволува повторно налепување внатре на наслаги со тромботични маси, за да може проодноста да биде добра и пациентката да биде со добра прогноза. Ајде да слушнеме кој е следа на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од Росомон. Малку погласно, само за да ве чуеме убаво. Се јавувам од Росомон. Од Росомон. Да, повелете. Јас болесен сум од срцова болест
Кардиомиопатија. Кардиомиопатија. Ај уште еднаш повторете. Јас сум срцеболесник. 6 години сум више одам на кардиологија во Скопје и диагнозата ми е кардиомиопатија. И 6 години. Молам? Слушате, продолжете. Продолжете, слободно говорете. Сакам да прашам докторката, терапијата што примам, сега кога се замора многу, левата страна под градата кај срцето многу ме боли. Што може треба да додам на контрола пак? А може ли да ми објасни што може тоа да биде? Зошто е тоа така? Значи вака сега. Ајде, бидете на линија и слушајте. Кардиомиопатија представува дегенеративно хронично срцево заболување. Најчесто овие пациенти со кардиомиопатија имаат проширено срце. Бидејќи со текот на времето, поради таа склероза на крвните садови, ткивото на мускулот на срцето некрозира, односно фиброзира, нема јачина и контрактилитет како кај здраво и нормално срце и постепено тоа се проширува. Тоа проширување на срцето, јас се надевам дека и мислам дека е пациентот со таа дефинитивно дилатациона кардиомиопатија, пумпната моќ на срцето е намалена. Значи, истиснувањето на крв преку аортата, за да може сегде доволно крв да стигне низ целиот организам, е намалено. И затоа тој кога работи, болката се јавува. Значи, на некој Органите начин тоа е дајни, нормално? нема адекватен дотур. Така. И тие симптоми он ќе ги чувствува. Он прима медикаментозен третман, бидејќи најчесто кај миокардиопатиите третманот е со лекови, односно медикаментозен, не е хирушки, не е за стентирање како претходната пациентка и оваки еден хроницитет со помош на неговото земање редовно терапијата и дисциплина во стилот на живеењето. Да внимава на исхрана, да нема многу замарање и ризик факторите што се причина за влошување да ги избегнува. Еве сега тука некако да се надоврзаме на ова што го кажа гледачот. Еве постојат некои срцеви заболувања кои што претпоставам ги има повеќе. Кои од нив на пример би можеле да предизвикаат срцеви инфаркти и зошто се случуваат оние срцеви инфаркти како што пред да ја започнеме емисијава ви велев па многумина еве велат ништо не му беше, меѓутоа не е точно, Виолета. Ајде да го разјасниме тоа некако. Многу често тоа се кажува. Ниту случајно сообраќајките што се случуваат излета од пат. Не е ништо случајно. Не е ништо човекот здрав прав беше што му се деси. Тој е наш муабет македонски стил. Многу често го употребуваме тоа. Токму така. Имаат мака, али таа здравствена некултура е причина за ова. И на што велат старите, на душа, не дај Боже у такви сообраќајки зима и други луѓе, бидејќи едноставно фибрилација прави клиничка смрт, инфарктот се случува, губи свест, обично така се манифестираат, тие што се многу чувствуваат здрави, тие што се многу субјективни пациенти, тие се најопасната група на пациенти. Не бе ништо не ми е, не бе како, не. Абе јади ништо една се живее, не. Така да. Знаете како викаат? Жути жутују, црвени путују србите викаат. Тие реченици емпириски што се од старите останато, тоа е све на база на искуство. Сакате да кажете дека секоја нелагодност или све нешто што ќе се почувствува треба да се појде на доктор да се провери така. Не ништо не ми е. Меѓутоа ова трка за бизнис, за екзистенција, за ова модерно време, ја го велам. Ова е време база за срцеви заболувања. И не само во на македонско ниво, во светско ниво е цел проблем. Зашто? Дека едноставно се заборава. А знаете, човек кој ќе се разболи има само една желба, да оздраве. Да оздраве, така. Не сме се друго повторно ќе кажам. Може да причека. Кога сме кај срцевите инфаркти, во поголем број се оние кои што имаат срцеви заболувања или пак како што велите овие ништо не ми е? Знаете, има ли некоја статистика правена околу тоа? Проблем што во однос на старите младите се поболни. Така. Тука е. Популацијата млада, на кого станува државата. Тие што велат не ми е ништо? Што не се обрнуваат толку здрави или пак? Меѓутоа, што се сигурни дека се варат? Па има една група хипохондрици ги велиме ние што премногу се испитуваат. Тоа ми е, да. Меѓутоа подобро е тоа. Подобро е тоа. Подобро е, Виолета, барем знае и докторот е мирен,
Тоа му е него едноставно паника, панично расстройство, страв, фобија и слично. Така. И тој нека се испита. И тоа е добро. Меѓутоа, овие што Кои се што не можеш да ги субјективни натераш да пациенти, се испитаат. Да, уште тврдат, уште шират таква фама Јас сум дека здрав, мене не дека ми е не е ништо. ништо тоа, дека не бе јади си не е проблем. Како не една се живее. Или некој добро и почнува продолжава со тој стил на убитачно темпо на живење. Така. Ноќта ден, дента ноќ. Ја велам и за младиве. Цели ноќи пред компјутер, односно по кафани, по сендвичи, по седмици, по храна што Да, во наше организмот време, ќе трпиме но до кога? Односно, по старите имало ред. Се знаело Време, кога ова е треба да време се на легне да неред спие. кај младата популација. И се носи, бидејќи гравирано е така метаболизмот, ја ќе се вратам, бидејќи тоа е основата на све. Нормалната работа на клетката се вели метаболизам, ако не ме разбаравте што значи метаболизам. За нормално нешто да си работи клетката, таа си има ритам. И го пореметиш ли стилот нејзин, почнува ланец влошување на трокирање на тој метаболизам и последици несакани по здравјето на луѓето. Ајде сите ризик фактори да ги напоменеме кои се да им биде јасно. Значи ги знаат, тврдам дека ги Меѓутоа сепак да. Ја ќе повеќе почнам пати споменувано, може би ќе така. Ја ќе почнам влезе од во умот. дебелината. Така. Значи дебелината е првиот проблем кој во себе носи 3 веќе ризик фактори. Хипертензија, покачен крвен притисок, дијабет, шекерна болест и покачени масти, хиперлипидемија. Ние во медицината ова го велиме метаболен синдром. Овие 3 ризик Во фактори комплет веќе се веќе, аларм. значи, а нашиот народ, младата популација пак, е здебелена. Постарите повеќе внимаваат. Младите, ја не знам што е овој стил, вечера во 9 по кафани по ваму. И се јаде и се пие. Срцето вечерно време одмара. Така. Сега, рачунајте вие, човекот е гравиран 70 кила просек, да речеме. И сега, зборувам за онаа група на луѓе кои се здебелени, кои ќе велат од утре почнувам да вежбам. Не е пожелно тоа. Рачунајте на 70 кила гравирање, ја така ги споредувам, за да бидам приемчива и визуелно да бидам сватена. Уште 10 кила 80 во една торба да носите и уште 10 кила да си 90, веќе си со тоа си дебелен, али како торби и да трчаш. Така. Тоа е напор за срцето. Намалија килажата, тргни тие 2 торби, 20, 15, 20 кила, постепено влагају форма за да можеш да затегнеш мускулатура. Иначе се е тоа напор. Каде што на 90 кила или кола да наполните, просто кажано, Така. со 7 особи. Таа е гравирана 4 до 5 максимум. Така? Така. Се е тоа споредбено проблем Се што е од за повеќе, возилото, за моторот. смета. Истото е човекот. Така. Сето тоа кога ќе се заборави, кога ќе се едноставно махинално свесно избегне, носи проблеми. Од после, од кога ќе станат наши пациенти, од кога превенцијата е веќе занемарена, тие се веќе дисциплинирани. Но Меѓутоа, за жал. Веќе се зашто да изгубат дел од крвен сад? Така. Односно од мускулот на срцето. Каде што е ударот на срцето, таму е тоа е изумрено делче. И сега, тоа изумрено делче, како ожилјак на рана, просто кажано. Кај ожилјакот нема кожа, има црта, така? Се знае тоа. Сега, на сето тоа, на таа рана, да имаме недисциплиниран пациент, што вели народот солна рана да ставиш. И си продужи тој, јас сум добар, нема проблем, си продужи кафаните, пиењето, цигарата, физичката неактивност, следи втор срцев напад. Така, значи Значи, дисциплината, меѓутоа Многу е пак ќе битна. се вратам, превенцијата, да не дојде до дојде ни до првиот, тоа. така. А има ли разлика од инфаркт, велата? Има. Кои се тие што се навистина фатални срцеви На левата инфаркти? коронарна артерија. А кои се тие кои што можат Значи, еве вака. да Постојат преживеат две главни пациенти? гранки, како круна што го обвиткуваат срцето. Едната е десната коронарка, другата е левата коронарна артерија. Левата коронарна артерија, со нејзините 2-3 гранки, се извинувам, храни 2/3 од срцето од мускулот на срцето. Така. Десната коронарна артерија храни само 1/3.
И сега, ако е десната коронарка, обично тие се на долниот зид на инфаркт, ги велиме, долно заден зид, тие ги велиме бенигни, доброчудни инфаркти, бидејќи е мала зона. Так. Оваа со 2/3 храни, со тек на развој колатерали развива и тоа изумредно делче, таа пушта гранки таму да го надокнади потребата од тој дел што е изумрен, а што треба да храни. Левата коронарна артерија, таа ако има засегање, тогаш е веќе проблем, бидејќи незината зона на исхрана, секоја мала удар, односно инфаркт, изумрено некроза на тоа мускулот на срцето, носи и лоша прогноза. Бидејќи последователно се шири, голема е зоната, 2/3, за разлика од 1/3 исхрана, и прогнозата кај овие пациенти со преден проширен инфаркт, значи зона голема, на предната страна на срцето, имаат полоша прогноза далеку во однос на пациентите со инфаркти што имаат на десната коронарна артерија. Секогаш на десната одат со фатални последици? На левата. На левата? Па, тоа е превенцијата, тоа е таа интервентна кардиологија, тоа е тоа стентирање. Така, ако е навреме може да се спаси животот? Па, Или? да не дојде до навреме. Значи, најдобар тајминг за стентирање на пациентите се првите 2 до 4 сати. Ако успе пациентот за тоа време, најбенигна и најдобра прогноза имаат стентираните пациенти. Бидејќи помала зона, што порано дојдеш, за да интервенираш, да го отпушиш затниот сат, бидејќи ако тој уште затнат, умира, се шири зоната, нема храна. Така. Што порано се дојде, што побрзо се исчисти крвниот сат и се стави стен за нормален проток да се одвива, толку е подобре прогнозата и помала е зоната на изумрено ткиво на миокардот. Ајде да се вратиме на оние срцеви заболувања. Кои се тие кои што може да предизвикаат срцев инфаркт? Има ли некоја разлика? Има ли некои срцеви заболувања кои што така може човек нели да си ги носи во текот на животот, некако да се обидува со некои медикаменти или да си ги санира тие симптоми, меѓутоа да не се плаши дека може тоа да доведе до срцев инфаркт или горе-доле сите може да предизвикаат? Зависи која и каква е срцевата патологија. Так. Дали е прво во однос на исхемија, односно дали е засегнато васкуларното корито. Дали имаме проблем со залистоците, тоа може да бидат срцевите мани. Ајде имаме гледач, па ќе да објасниме, да не чека. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па, слушам, сега не знам кој сега се убацив, мислам сега ја гледам емисијава. Така. Па ме интересира, значи, објаснува за све за... Јас сум еден таков пациент. Така. И дека се преку телефон не ве слушам, само јас се слушам уствари. Вие говорите, ние ве слушаме. Да, тоа. Значи, ве слушам цело време, како кажувате за дал кога ќе доживееш и Жан Митрев мене оперира пред 10 години. Добро. Имам сега 67 години и работам 12 сати, пијам, сетам, јадам и немам проблем, значи се е во психата, во главата. Вие така велите? Ја така ви кажувам. Добро. И сакам баш со вашата гостинка, баш да ми, не знам никај ова, не само сега ја слушам збори како треба да се понаша, све е во генетиката, моје лично, и во психиката. Добро, вие така сметате, меѓутоа сепак според некои нели Господине, очигледно вие сте имале срцев удар, така? Ја имам. Молам? Ја слушајте ме сега, момент. Што рече? Се убацив и сакам, гледам дека објаснувате многу за срцето, ја го доживеав, момент, да ви објаснам. Ајде. Ја 2006 тешка операција, месец дена лежев. Жан Митрев ме спаси, по 2 стента прихвати да ме оперира, иначе ќе отидев горе. Аз ме врати, после месец дена, и после самиот во мојата психа реков, или ќе бидам како што треба, или не треба да бидам. Значи, тоа е еден, како да го кажам, еден преоден период, тоа не е болест. Срцето, значи, сега мене ми работи 22, ми рекоа, значи не е болест, а целата работа е, значи, психата на човекот, во глава е ова. Значи, треба да се контролира сам. Нормално лекарства требаат,
И друго, случајно на кеј пешаче ме почетокот бев многу дисциплиниран. Ме слушате? Ве Да, слушам, да. све ве пратам убаво. Значи, психата е најбитна во све. Не само за ова, него и за други болести. Значи, Тоа што е ми е точно. поентата? Поентата ми е да ви кажам зашто. Се среќаваме со еден мој братуче, шетаме. И он носи куче и ја му викам и да скратам. Он вика јас сум тешко леле, операција правив. Овој вика сега стана од кревет, месец дена беше. Значи јас ја расчистив психата. Мораш да живееш, мораш да работиш, мораш да функционираш, иначе другото нема никакви, значи знам лекарствата треба, мора ова и се тоа. Сакам да кажам, све е во психата, ништо во друго. Е толку од мене. Добро, ви благодариме што Разбрав, се да. јавивте и веќе сте информирани како да се грижите и се надевам Добро е дека и што е. натаму ќе продолжите така да се грижите за вашето здравје со оглед на тоа дека сте доживеале. Добро е што пациентот Веќе еден станал инфаркт. дисциплиниран, Така. сватил, има право дека позитивната мисла Така, дека психата на дека вистина има влијае голема улога, апсолутно, нормално, меѓутоа ја пак ќе кажам, зашто дошло до тоа за да мора операција? Значи ја цело време се враќам на превенцијата. Така. Значи, дај Имаме Боже гледач? да биде добро, направи контрола да не дојде до операции, да мораме да се дисциплинираме. Имаме ли гледач режија? Ајде, ако имаме да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден, добро вечер, односно повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до емисијата и до докторката. Благодариме. Многу поздрав. И кој мисли да иде на кардиолог, само кај нејзе. Секако затоа и јас еве денес ја поканив. Знаејќи дека на вистина е доктор Луиза добар доктор. Доктор Луиза, мој лекар личен и утре ќе се видиме пак. Ајде. Поздрав. Ви благодариме за јавувањето и убавите зборови, доктор Луиза. Ајде да продолжиме, значи секако дека превенцијата е најважна како што рековте, дека не е само дека не е само психата, меѓутоа и сите оние работи што ги сам говориме. кажува, Така. нормално дека треба лекови, дисциплина, движење, треба да се врати у нормала човекот. Меѓутоа поентата е, можело да се спречи да малку од малку внимавал претходно. Од кога дошло, ја се радувам што повеќето да се вакви пациенти како него. Дај Боже, он сега има режим квалитетен, кој го применува, сигурно внимава и на исхрана, сигурно внимава и на телесната тежина, сигурно внимава кој стил на исхрана и што јаде, редовно терапијата и очигледен е ефектот. Тоа го зборувам кај младите. Зашто отом потом? Дајте предходно. Зашто да дојде па да пазиме. Така. Меѓутоа, ево еден ретките пациенти кои дошло и сега внимава. Морат сите да сватат. Значи, дисциплина, здравствена култура ни фали. Да го ресетираме тој македонски чип, како порано, цело време, нема проблем, вечерите, јадењата, компјутерите младината, пред телевизор, физичка неактивност, ноќен живот, стоп. Веќе стоп. Така. Имаме фрапантни резултати кои не дозволуваат повеќе таква стил. И мора и ние и родителите, сите заедно да ги едуцираме, да влијаеме за нивно добро и здрав живот и квалитетен живот. Тоа ли е причината што границата е поместена на срцев инфаркт и што, како што велите, еве многу млади луѓе за жал дури трагично завршуваат? Сега постојат известни поради студии, свесноста дека сепак нели тие се млади. бегат од вистината. Да, мене не може тоа да ми трошат се случи. резерви пред време. Так. Виолета, трошат резерви пред време. Просек 40-50 години е на клиниката со инфаркти. Просек. Так. Порано, кога се запослив, беа 60-70. Сега све навака погоре и За погоре. жал за сите заболувања, па и за овие, ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Јавуваме се од Кочани. Повелете. Имам 60 години и пред 3 години бев во болница и нешто срцева мана на идеја ова. Како се викаше? Не може да се сетам сега. Добро. Нешто дали ви дадоа некоја терапија за односно овој проблем? Терапија само взимам скоприл, аспирин и овие нешто тоа. Како се викаше таа болест, не беа напишано. Не може да се сетам. На ехо вие диагностицираа срцевата мана? Да, на еко.
Да не се секирате. Чим ви дале терапија, значи... Немам сумове. Може ке сетам, не е битно од тогај. Редовно возам точак, редовно онадувам и одев во Скопје на 2-3 прегледа, само идем тамо на права тека. И толку и више не одам тамо. Сега, некогаш највише имам при работа физичка, иначе овака друго толку малку заморување. Значи, во зависност која срцева мана е, а се надевам дека не е тежок степен, затоа ви ве оставим на терапија со лекови и редовни кардиолошки контроли. Ме интересира дали со таа срцева мана ви препорача физичка активност лекарите? Да ви кажам, мене тогај лекарите нешто многу гужва да видеа хитни случаи, да видеам и тоа... Па тоа не е страшно. Да. Да го знаев името на срцевата мана, има многу срцеви мани кои се лесни. Мана, уопште не осеќам, него притисок повише, ако ми повише од 130 не може да го поднасам. Мој совет е да правите редовни кардиолошки контроли, да се следи срцевата мана и препоракаат од лекарите да ја следите, односно да ја применувате. Ако сметат они дека со лековите е во ред и дека не треба хирушка интервенција, да не се секирате, значи од полесен степен е срцевата мана и нема никаков проблем. За притисокот покачен имате лек, така да практички здравствената состојба кај вас со срцето е под контрола, само кардиолошки, ехокардиографски контроли треба да се прават. На колку време? Зависност од степенот. На 6 месеца, фала. На 6, на 6 месеци би било во ред. Еве, ви благодарим и вам за јавувањето. Доктор Лузајде, некако немаме уште многу време, некако да го заокружиме овој разговор, иако многу работи останаа нели некажани. Слушам дека звони телефонот, ако има можност уште тој гледач ќе го вклучиме и да завршиме емисијата. Да смислиме нешто како да го заокружиме овој разговор и некако еден апел сепак уште еднаш до сите наши гледачи се со цел нели бидејќи, како што кажавме, не е шега срцевиот инфаркт. Апсолутно, каква шега, богати, тоа ти е проблем. Да не ги занемаруваат ни најмалите симптоми кои што им се јавуваат. Ги занемаруваат. Така, ајде да го вклучиме гледачот и ќе го заокружиме разговорот. Тука, добро вечер. Ала, добро вечер. Повелете. Еден поздрав до докторка Луиза. Благодариме. На телефон е еден пациент кој беше тенезе пред отприлика 6 години и каде што ми рече една работа, а таа работа ја кажувам на сите досегашни, мислам, не дај Боже идни пациенти, дека треба да бидеме себични на својот живот. Себични? Треба да бидеш себичен на својот живот, за да можеш да го живееш. Иначе јас сум Гордан, еве ги се представам, имав кардиомиопатија дилетата, значи и сега сум под лекарства, подолго време мене ми забранија значи да се движам физички претерано, напорно. Претерано. Движењето е дел од животот. Молам? Значи физички напор во зависност од тежината на напорот. Иначе движењето, пешачењето никој не го забранува. Тоа е дел од животот. Сакам да кажам поголем напор ми е забранет, мислам, така. Забрането да не се напиња многу бидејќи нели тоа токму така на левата комора, така да не се форсира. Да не се форсира, да. Токму така. И така сега за сега, што речи претходниот гледач, сум под стрикно по терапија, мислам, дисциплиниран пациент. Браво. Редовно одржувам контрола на крвта, на ова, на она. Еднаш-два пати во текот на годината идам кај колешката ваша, бидејќи она ме лечи. Така. И така. Останете себичен. Да, кон здравието. Так. Еве се надевам дека и нашиот последен гледач ќе се грижи понатаму за неговото здравје, што повеќе што гледам дека е добро информиран како да се однесува. Доктор Луиза, како да го заокружиме овој разговор се со цел еве уште еднаш да апелираме за превенција, нели? Здравието пред се. Така. Не заборавајте дека еден е животот, дека ова не е генерална проба. Така. Па наредниот пат знам како ќе биде, добро ќе биде, не. Ова е сега тоа и во моментов се случува. За минута ќе биде минато, ние што го зборуваме ова. Така. Значи да се живее моментот со мисла за сопственото здравје, бидејќи нема поголемо богатство,
А основата, не сум претенциозна како кардиолог да кажам, сметам дека срцето е за мене главниот орган, мада да како целина срцето сите се органи битни. Меѓутоа, за да се живее, потребно е здраво срце, за здрав живот и убава прогноза кај луѓето. Така. Се надевам дека ќе го послушаат овој ваш совет и уште јас би додала никако да не занемаруваат ни еден симптом кој што ќе го почувствуваат, нели се со цел Нека може направат да се направи точна диагностика зошто се јавува тој Али симптом. Виолета, тоа ќе биде ако мислат на здравието. така. За тоа кажувам. Да. Бидете Значи, да себични мислат- кон сопственото здравје. Так. Се надевам ќе да послушаат. Доктор Луза, навистина ми беше чест и задоволство што еве со Благодарам. тебе ја стартував новата сезона, а уште повеќе што еве имавме и многу големо друштво од страна на нашите гледачи. И секако во некоја следна прилика повторно ќе ве повикам за да бидете дел од ваш термин. Благодарам. Се со цел нели да бидеме достапни до нашите гледачи, а вие За пред сега како пациентите специјалист, се. така. Благодарам. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Еве имавме убаво дружење како за прва емисија во новиот термин на емисијата Здравство ваш термин. Секако ново дружење ви закажувам веќе за 7 дена во 17:10 ќе одбереме некоја интересна тема, а се надевам дека еве и вие ќе бидете повторно со нас и тогаш ви посакувам добро здравје и убав остаток од денот.